Што е онлайн активизам? Најпрвен тоа мора да е активизам. Активизам кој повикува луѓе да преземат конкретно действие или има цел да подигне свесност за некоја тема. Активноста или некои елементи од неа мора да бидат онлайн. Мора да се случува меѓу луѓе кои се активни, ангажирани и информирани и да користи ресурси со кои се поддржува напредокот на акцијата. Активноста мора да се промовира за луѓето да дознаат за неа, но не мора и активно да учествуваат. Пример за онлайн активизам. Движењето против говор на омраза, hate speech, кој се залага за прашањето за кој не се зборува на широко, или видеокампањата «Ке стане подобро», каде луѓето од LGBT заедницата ги споделуваат нивните приказни и ги потекнуваат останатите да го сторат тоа. Или повикот на меѓународно действување преку социјалните мрежи, како што беше арапската пролет, за градење заедници, лобирање, собирање пари. Онлайн активизмот може да биде и противзаконит и покрај силната јавна поддршка. Anonymous, Julian Assange, Wikileaks, Едвард Сноуден, сите се обвинати за постапување против законите или државната безбедност. Зошто онлайн активизам? Зашто има потреба за действување на некој конкретен случај и треба да се разгласи за акцијата или кампањата што е можно побрзо и пошироко. Кога? Секогаш кога ќе се утврди дека постои потреба за тоа. А кога ќе биде тоа, зависи од луѓето кои ја водат активноста или кампањата, односно кога ја почнуваат и колку ќе трае. Каде? Активизмот е акција која содржи онлайн повик за действување, без оглед дали тоа действување ќе се случи онлайн или на терен. Алатки. За да промовираш и да застапуваш некаков став, или да собереш пари или подписи, користи ги следните алатки. Онлайн петиции и анкети. На платформите за онлайн активизам, Change.org и MoveOn.org, комуницирај со луѓе од целиот свет за некаква заедничка кауза. Користи анкети за да собереш информации, да донесеш одлука како група или како да се гласа за некое прашање. Социјални мрежи. Објави слоган, слика, видео на Facebook, на Twitter, на YouTube, што ќе привлечат внимание и ќе предизвикаат силни емотивни реакции, а потоа сподели ги со своите пријатели и поврзи се со истомисленици во онлайн заедницата. Блогови служат за нефилтрирана комуникација со публиката за секоја тема. Микроблогирање. Користи хаштаг активизам за да потикнеш дискусија помеѓу многу корисници. Запомни, се е до името на хаштагот. Тој треба да е лесен за разбирање, кус и да биде на тема која можат луѓето веднаш да ја разберат. Вклучи некој влијателен твитерџија, за да допреш до пошироката публика. Промовирај го хаштагот, пишувај блогови, прави мемиња, снимај видеа и споделувај. Мобилни телефони. Користи мобилни апликации за испраќање текстуални пораки, слики и видеа. Со опции за чет и видеоповици, со виртуелни мапи пак лесно ќе го лоцираш местото каде што се случува акцијата во реално време. Финансирање од голема група, crowdfunding. Преку страниците за групно финансирање, Razo, GoFundMe, можеш да собереш пари за заеднички, професионални, па дури и лични цели. Еве неколку совети како да станеш подобар активист на социјалните медиуми. Не го политизирај личното, туку персонализирај го политичкото. Не барај мани во тугите животи. Наместо тоа, идентификувај ги и деконструирај ги институциите кои се извор на насилство против луѓето, животните и животната средина. Критиката е од суштинска важност. Слушни ги што имаат другите да кажат. Реакцијата од луѓето може да ти биде најдобар патоказ што не треба да правиш следниот пат. Користи го интернетот за добри цели. Не се само промовирај. Не испраќај мејлови на многу адреси без никаква потреба. Не ги прекршувај авторските права. Не ги плаши луѓето и не врескај постојано. Обиди се со активизам во вистинскиот живот. Сакаш да го изразиш твојот став пред некој политичар, за некој закон или за некоја компанија, за незините политики? Недобриот начин е да действуваш очи во очи. Не можеш да го спасиш светот само преку имејл или преку пишување на Facebook. На крајот, погледни ги следните примери за успешни кампањи за активизам преку социјалните медиуми и искористи го твоето време и енергија за да ги промениш работите.